Во се повеќе меѓусебно поврзан свет, Фулбрайт програмата на Бирото за образовни и културни работи на Стејт Департментот на САД дава можности за студентите кои сакаат да ги прошират своите хоризонти и да го продлабочат своето разбирање за глобалните прашања. Секоја година илјадници студенти, научници и професионалци аплицираат за Фулбрайт стипендии, а една од корисниците на ваква стипендија е македонката Лилјана Танчева Мехмет, која во моментов е на магистерски студии за стратешка комуникација во јавните медиуми при Универзитетот Фордам во Њу Јорк. Мојот живот овде, ова беше исполнување на една животна желба. Многу долги години го градев овој пат, за да кулминира со ова што го живеам денес, благодарение на програмата Фулбрайт. Јас имам само позитивни впечатоци и тоа е ултимативната вистина. Запрашана за предизвиците со кои се соочила како студентка во Соединетите држави, таа ни рече: Разликата е во тоа што јас сум овде со својот сопруг и сепак имам семејство. Живеам во пола Југославија, во балканска заедница и од тој аспект не ми недостасува социјален живот. Живеам во Њу Јорк, каде што има многу културни и забавни активности во кои што човек може да се вклучи по сопствен избор, така што не ми недостасува ниту тоа. За студентката Ивана Крстеска од Струга, која е на магистерски студии по архитектура во Државниот универзитет Кент во Охајо, најголем предизвик бил културниот шок што го доживеала и бирократијата. Таа вели дека благодарение на студиите имала можност да присуствува на бројни семинари и конференции низ Соединетите држави. Покрај тоа што самиот факултет поддржува такви работи, Фулбрайт стипендијата исто. Јас објавив два труда со мојот ментор, на кој што бев, на чии што конференции бев да ги представам и да ги презентирам. Така што можам да кажам дека секој семестар барем на две конференции учествував. Ивана вели дека својата иднина ја гледа во академската наука. Добив понуди од неколку универзитети во САД за продолжување со докторски студии. Една понуда прифатив. Моментално работам, тоест се спремам за релокација во Њу Јорк. Сакам да се надгледам себе си како во пракса, така и академски и мислам дека ќе продолжам во консултантство. Кристина Ангелевска, која студира разрешување конфликти на Универзитетот Масачусетс во Бостон, вели дека образовниот систем во САД е многу попрактичен за разлика од високото образование во Северна Македонија. Теориската перспектива во доменот на разрешување на конфликти е прилично практична, а професорите се трудат ние како студенти да умееме на краток, јасен и концизен начин да ги примениме оние теории кои што се дискутираат за време на часовите во реална пракса, односно на пример ако се пишува policy brief, тоа да биде кратко, јасно и концизно, по можност да биде една страна или три страни и за да може секоја публика да разбере. Ангелевска вели дека Соединетите држави нудат многу можности за младите луѓе. Дефинитивно да. Јас би сакала да ги охрабрам сите млади конкретно од земјата каде што доаѓам јас, покрај сите препреки и бариери со кои што се соочуваат, можеби моменти на разочарување, да не ги спречува тоа, да аплицираат за овие програми, да си ги следат своите соништа, затоа што навистина има многу што не само знаење, туку и професионални вештини што САД ги нуди за да се стекнат. Основана во 1946 година, програмата Фулбрайт ја олесни академската и културната размена меѓу Соединетите држави и преку 140 држави ширум светот, промовирајќи го меѓусебното разбирање и соработка.